Мониторинг тимот на Цивил од вчера вечер до денес регистрираше и архивираше 20 содржини со говор на омраза и дезинформации на социјалните мрежи. Во ова издание на Рефлектор ги издвојуваме двата наслови: професорката и кандидатка за пратеник Мирјана Најчевска емета на говор на омраза на социјалната мрежа Твитер и разрешениот судија Панчевски шири лаги и дезинформации за СДСМ и ДУИ. И двата текста можете да ги прочитате на civilmedia.mk. Мониторинг тимот на Цивил, меѓу другите објави на Панчевски, забележа и говор на омраза кон Цивил, односно за иницијативата Гласај. Истата објава еден час подоцна се појавува и на Facebook профилот на Миленко Неделковски, каде има десетици коментари со говор на омраза кон Перо Арсовски. Уште една интересна содржина за говор на омраза, што можете да ја прочитате на Цивил Медија на македонски јазик и на Дрейт на албански јазик, е под наслов Лажните патриоти од ВМРО ДПМНЕ или БМПО ДПМХЕ. Цивил продолжува со иницијативата Гласај на социјалните мрежи за да им даде потик на граѓанките и граѓаните да го искористат своето право на глас и да излезат на гласање на 15 јули. Изборите не затекнаа во време на пандемија, кога заштитата на јавното здравје е приоритет. Затоа Цивил повикува на гласање, но и на максимално придржување кон мерките за заштита од коронавирусот на денот на гласањето. Познати јавни личности, граѓански активисти, актери, музичари, новинари ја препознаа важноста на правото на глас и зошто е потребна излезноста на 15 јули и ја поддржаа иницијативата на Цивил. Така, оваа иницијатива ја поддржаа Перо Арсовски, актер и голем поборник за демократските и европските вредности, Дорина Ајдини, граѓанска активистка и популарна ТВ водителка, Ирена Стеријовска, режисерката и активистка, музичарот Мирко Попов, познати како PMG колектив, Анита Латифи, новинарка и активистка, Зоран Кардула, дизајнер и активист, Бубокаров, мултимедијален уметник, Катерина Колозова, универзитетска професорка и граѓанска активистка и многу други. Видеосодржините со пораки од секој поединечно можете да ги проследите на Facebook страницата Цивил МК. Финансирањето на политичките партии е во посебен фокус на организацијата, а на тој сегмент работи посебен тим со будно следење и анализирање на активностите на политичките партии и нивните кандидати за време на предизборната кампања за предвремените парламентарни избори. Политичкиот мегдан на овие избори се пресели на Facebook. Во ситуација кога традиционалните пристапи како демонстрирањето бројност преку класичните предизборни митинзи и непосредниот контакт со гласачите во походите од врата до врата се надвор од игра, партиите може да си дозелат, а и немаат друг избор, да пренасочат голем дел од буџетите што инаку би ги потрошиле на скапи бини, озвучување и автобуси за митинзи, во рекламирање на социјалните мрежи. Анализите на мониторинг тимот што го следи финансирањето на политичките партии можете да ги прочитате на Цивил Медија на македонски јазик и на Дрейт на албански јазик. Подсетуваме, мониторинг тимот на Цивил секојдневно детектира и архивира содржини со говор на омраза и дел од тие ги објавува на својата медиумска платформа. Цивил ги повикува надлежните институции да се ангажираат максимално во спречувањето на ширење на говор на омраза и да ги санкционира соодветно. Говорот на омраза во едно цивилизирано општество никако не треба да биде дозволено и треба да се искорени. Личните ориентации, било да се верски, политички, сексуални и други, во едно демократско општество што се стреми кон цивилизацијски и европски вредности, не треба да се предмет на дискусија, љубопитност од злоба, дискриминација и лични перцепции за тоа како треба да изгледа и да се однесува одредена личност и да исполнува критериуми по нечи вкус, а посебно кога таа личност не загрозува ничи интегритет и идентитет.